денес православните христијани го слават празникот Василица. Јас се обидов малку да расчепкам кои ни се традициите кои ги правиме за Василица и она што баш го отсликува целиот регион е што се прави пита. Тоа ме инспирираше денеска да ви покажам една блага пита. Знам дека не се прави традиционално за Василица, знам дека секој град си има посебна верзија и апсолутно нема ни да се обидам да ја нарушам таа традиција. Вие останете да си бидете верни на традицијата и да ги правите вашите рецепти на вртени пити. А јас денеска сакам да направам една по-нетрадиционална верзија и да ги искористам сите убави состојки кои ни ги нуди тиквата. Тиквата е зимска, не потсеќа на зима и ќе ја направам од готови кори. Не заради тоа што не знам да тегнам, ве уверувам и ќе ви покажам во некоја од следните емисии како правам убави, тенки, тегнати кори, но денеска ќе искористам готови кори, затоа што сакам да им понудам опција на сите оние зафатени луѓе кои не сакаат баш сега да ги научат сите наши традиционални вештини и за многу кратко време, односно 20 на минути, да имаат прекрасна пита со која може да ја завртат со семејството. Дополнително, сите апарати кои ги имам во мојата кујна, кои ми ги донесаа од горење, од Карес, ми ја олеснуваат работата, така денеска ќе го искористам мојот робот на горење кој има опција за рендање. Има различни делови кои ви нудат можност да изрендате, да направите чипсови, можеби од компир, а јас ќе искористам денеска опцијата за рендање. Изрендам скоро килограм тиква, толку ни е потребно за да направиме, за да искористиме цело пакување на готови кори. Ќе ја оставам внатре, бидејќи ќе го искористам садот за да можам да ја зачинам, а при тоа да се заштедам од правење дополнителен неред во кујната. Тиквата ја изрендав тенко и со помош на печењето внатре, таа ќе го испушти својот сок, дополнително неколкуте првите две кори можеби ќе ги навлажни и ќе имате крцкава надворешност и нежна, влажна внатрешност. Внатре ќе ставиме, имам половина шолја шеќер и ќе искористам нешто што ви го покажа во некој од претходните емисии, мислам дека е одличен додаток во оваа пита, а тоа се искршени зашекерени лешници. Ви ја покажав постапката претходно, направив карамел од една шолја шеќер и една ванила. Сето тоа убаво го стопив, претходно малку ги потпеков живи цели лешници, потоа сето го измешав, го ставив на начинија се изглади до степен додека не стане буквално камен цврсто и во роботот повторно на горење направив убави златни трошки, овие во суштина е гријаш во благите рецепти. Ке ставам неколку лажици, ставив половина шолја шеќер, па мислам дека ми треба уште половина трошки од лешници и прекрасниот гријаш од карамелот. Остатокот ќе го задржам за некој следен рецепт. Многу се практични овие кесички, само затворете ги и тоа може да стои. Ќе додам цимет, половина лажичка и имам карамфилче. Ќе искористам аван за да го искршам. Ќе ставам отприлика 5 до 6 цветчиња, заради тоа што сакам да не ми доминира мирисот, а карамфилчето е многу ароматично, посебно кога го употребите заедно со стебленцето. И додадете го во смесата. Малку ќе промешам. За сега ми се
соедини, за дека можам да го изгледам по-дел. И тоа ќе биде моето полнење. Доколку сакате побогата смеса, може да додадете малку путер, а јас овој пат ќе додадам брилијант масло, заради тоа што има неутрална нота и сакам да го задржам автентичниот вкус на тиквата. Ќе оставам тиквата малку да ја исцеди својата течност и ќе додадам 3 до 4 лажици брилијант масло сончогледово. Дополнително ќе ставиме масло и во филот кој ќе го подготвам. Повторно убаво промешајте да се соедини, да навлезат зачините во тиквата. Не се грижете доколку ве загрижува фактот што тиквата е цврста намирница, таа апсолутно е многу тенко нарендана и не и треба повеќе од 7-8 минути за да омекне, не е како кога печеме или вариме тиква, но гледате на дното, веќе почна да испушта течност, оставете ја малку да се исцеди за да имате посуво полнење. Следно што ќе направиме ќе биде филот. Мислам дека сум ви го покажала филот, она што ќе го сменам денеска, наместо кисело млеко ќе ставам јогурт. Намерно го правам тоа бидејќи киселото млеко има повеќе АБ култура и повеќе млечна маст. Овој пат сакам да имам полесна, повоздушеста пита. Не сакам таа да биде комплетно задебелена на корите, затоа ќе искористам јогурт. Доколку сакате да биде уште полесна, да имате повеќе тип на штрудла отколку пита, ставете вода наместо јогурт или кисела вода. Исто киселата вода е многу добар додаток. Ќе искористам свеж квасец, 1 коцка, ќе ја издробам. Ќе додадам 1 чаша јогурт. Ќе ставам 1 јајце. Прстафат сол за да го нагласи благиот вкус кој го употребивме и ќе ставам 8 лажици брашно. И последната состојка секако ќе биде брилијант маслото, бидејќи ни е потребно да ни го замасти малку тестото и да ни овозможи секоја кора да биде намастена. Во спротивно, доколку не ставите во филот масло, слободно секоја од корите, како кога подготвувате штрудла, ставете на секоја од корите по 1 лажица брилијант масло, за да може тие да се искрцкаат, да се облеат со маснотија, да ги појачаат своите вкусови. Знаете дека маслото ги појачува сите вкусови и убаво промешајте. Само треба да се соедини. Смесата која треба да ја добиете, односно густината на смесата која треба да ја добиете е онаа како за вафли, односно малку погуста од онаа која би ја направиле за палачинки. Ќе ја ставиме во фрижидер околу 10 до 15 минути, само за да го успиеме квасецот. Забележувате дека не ставив шеќер внатре, а тоа го правам за да квасецот има шанса од топлината на рерната малку покасно да се активира. Односно да ми ги навлажни прво корите кои ќе ги употребам, а потоа со квасецот внатре тие да се облеат со мал слој на филот и да порастат, односно да направат како да го објаснам тоа, сунгиреста смеса, блага смеса околу секоја кора и да личат на готови, на баш сукани кори, а не дека сте употребиле готови. Ете така. И ќе го оставам малку во фрижидер, значи. Филот ни се одмараше околу 10 минути до 15. Секогаш кога имате малку повеќе време, дајте му и до половина час. Многу е важно да го успиете квасецот, бидејќи тогаш ќе имате баш меки, убави, совршени кори, заради тоа што ви објаснив пред малку, целиот слој кој ќе го намачкате ќе има време да се избори со топлината.
Не знам зошто, јас не сум многу во суштина ниту религиозна, но сум голем почитувач на традициите. Многу сакам да слушам за сите традиции кои ги имаат различните региони, само заради тоа што некако ми го покажуваат духот. Василица ја прославуваат на најразлични начини, има време малку да истражувам како го прославуваат, па така во Вевчани, оној познат Вевчански карневал. Баш разговарав со пријатели кои се од Вевчани и ми објаснија дека тоа го прават за да создадат многу бучава, со тоа да ги избркаат злите лошите духови, нели, да ни обезбедат поубава година. Јас се надевам дека Вевчанци годинава баш ќе се потрудат со звукот и со сите страшни маски и ќе ги избркаат сите овие зли, нели, и лоши духови кои ни ја заробија 2020, но она што е традиција, буквално во сите региони, е што за Василица се врти пита со паричка. Јас денеска решив да ја почестам мојата екипа и да свртиме паричка на Василица. Исто така, знам дека сите доаѓаат од различни региони, па некои, како мојата Маја, која доаѓа од Прилеп, ми кажа дека си игра комар. Морав да прашам што е тоа комар, заради тоа што никогаш тоа не сум го правела, но во Прилепете исто така имало традиција до сабајле, до раните утрински часови, луѓето да играат карти за пари и деца и возрастни, така прават забава. А во Гостивар, таа традиција барем ми е позната, Василица многу се прославува во селото од каде потекнува татко ми во Галате. Баба ми, се сеќавам со години назад, за Василица ги пречекуваше василичарите. Василичарите доаѓаат маскирани во маски и пеат василичарски песни, тропаат на врата, во 12 на полнок започнуваат да одат по куќите и на тој начин веројатно ги чистат, нели, од лошите духови куќа по куќа, а при тоа веројатно станало традицијата, собираат одредени работи како за бадник. Традицијата во Гостивар баш им дозволува на василичарите да собираат, не знам, костени, јаболка, дури мислам дека во меморија имам дека и еднаш и мене ми имаат испратено на тие василичарски походи, или како и да се викаат. И знам дека на татко ми е еден од омилените празници. Така што, ќе започнеме да ја правиме питата во која ќе ставам паричка. Знам дека не е традиционална, ве молам бидете нежни кога ни пишувате и споделете слики од вашите пити и можеби слики од вас како сте ги добиле паричките, кои се надевам дека ќе ви донесат многу среќа годинава. Кора по кора. Користам една кора, мокри кори. Корите секогаш чувајте ги во фрижидер, заради тоа што можат брзо да му влосаат. Исто така може да се исушат, значи многу кратко време им треба да се надвор, бидејќи се многу тенки, и истите да се исушат и да не може да ги употребите. Тогаш направете секогаш ги баница, никој нема да знае. Кога ќе се подзасушат вашите кори, на секој дел одиме со по 2 кори. Едната кора ќе ја премачкам со филот. Овие мислам дека се за пита, имате потенки за баклава. Доколку искористите потенки кори од оние за баклава, ставете 3 листа. Ете така. Ги ставам на едната кора фил, бидејќи другата, кога ќе ја преклопам, апсолутно ќе се намачка од филот кој сте го ставиле на првата кора и тоа ќе биде доволно. Ете така. Видете колку вода испушти тиквата. Ако имате време да ја дадете уште некоја минута, апсолутно дајте и таа ќе ја испушти целата вода и нема да ви ја направи многу разлигавена питата. Ставете на едната страна. И ќе продолжиме со правење на питата. Нема да ја ставам во првата кора, така лесно ќе ја најде мојата екипа. Замотајте ја. Така. Започнете со мало пулжавче. И ставете ја на средината на тепсијата.
Јас ќе ги замолам да исклучат светло за да не видат каде ја скрив паричката и за кратко се гледаме. Ќе погасете светло. На крај дополнително ќе ми ја завртам. Ако мислат дека ме уловила каде сум ја ставила. Не знам како е во вашата фамилија, но кај нас никогаш не се местела паричката, иако како деца сме се лутале, нели, зошто мене или на оној не му паднала паричката, или доколку се направи, дали е тоа пита за Василица или бадниково лепче се погоди на правото место паричката, тогаш кај баба ми се местеше, за да не се налути по-малиот или тој што е по-љутко. Јас со моите деца негувам традиција никогаш да не ја местам паричката, не дека тоа баш онака искрено и од душа верувам дека среќа носи, но ми е една совршена традиција, можеби го поставува човекот на правиот пат, дека кога психички ќе се поставиме дека ова ни е среќна година, нели, заради тоа што сме имале некој знак, тогаш можеби се структурираме да си ги следиме со ништата, да бидеме похрабри. Можеби тоа е целата поента на паричката, меѓутоа традицијата го направила тоа да биде поврзано, нели, некако со одредени ритуали. Единствен ритуал кој не ми се допаѓа е палењето на бадниковите огнови, заради тоа што многу сум поборник на здравата средина, здравиот воздух и сметам дека е навистина непотребна да се изгори цела таа количина на дрво и да се загади воздухот, но немам ништо против доколку вас ви се допаѓа. Со уште еден слој. Ставете богато од филот. Много едноставно. Сите овие пити кои се прават од готови кури се навистина едноставни, но исто толку вкусни. Јас ги обожавам. Но сакам често да се почастам и со тегната пита. Скоро научив, тоа е нешто ново што го научив, гледајќи има една емисија на Netflix која е Сол шекер оцет се вика. Многу интересна, со португалка која патува по многу различни земји и сака да ја најде науката во позадина на одредени традиционални рецепти и она што го дознав за тестото, во суштина за како да расукате тенко, најтенко тесто, буквално од оваа димензија, оваа дебелина, е што тестото треба буквално да му дадете, иако не се користат квасец или пецево, било каков додаток за подигање на тестото, треба да му дадете доволно време да се одмори, за да направи баш гумена решатка на глутенот. А тоа може да го проверите со тоа што ќе ставите палец или показалец во тестото и на секој 2 часа ќе го испритискате убаво од сите страни, за да го истиснете целиот воздух. Ако во тестата за пица или некој теста кој бара да има сунгераста структура, треба да го полните со воздух, доколку сакате да направите тенко тесто, тоа треба да биде истиснато од воздух. И секогаш, кога го сукате, користете кружно сукало, не оклагија, заради тоа што со кружното сукало многу полесно се истиснува воздухот и можете да го преклопите, нели? Па да го поттегнете. Значи веќе се инспирирав, но некоја сените мисли, морам да ви истегнам пита. Обожавам кога тегнам пита. Многу сакам кога ќе ми испадне како што треба. Ставете го следниот дел. Имаме уште, мислам дека 2 слоја според корите.
се наоѓаме баш во убав период кога сите оние наши традиционални празници ни се случуваат. Се надевам дека сте безбедни и сте ги почитувате сите протоколи за безбедност, за да се справиме со сето она што ни се случува периодов и ковид кризата. И секогаш си изнаоѓате различни начини како да си направите интересно дома. А еден од начините да се заштитите е да користите онлайн купување. Производите на Кареси, на Пакет МК се достапни онлайн, можете апсолутно да направите шопинг преку нивната веб страна. Пакет МК имаат прекрасна пилјара, например, за да го направите овој рецепт, а во Карес можете да најдете подароци за вашите родендени, за вашите најмили, сето она што ви треба. А секако преку Пакет МК можете да ги порачате и производите на витаминка и да бидат на вашата врата за кратко, во период кога вие ќе си ги изберете. Ја затварам питата. Овие кори ќе ги зачувам за да си ја направам гибаницата. Не знам, ќе ви ја покажав, мислам дека мојата гибаница со мајчина душица, со сирење и со мед. Бидејќи веќе се подсушени. Ми остана околу 2 лажици од сосот, од тоа што го премачкав. Ќе го растопам во вода. И само благо ќе го пропрскам врз питата, за да ја направи уште покрцкава горната кора. И затоа што сакам да бидам фер, максимално фер, ќе ја завртам за мојата екипа да не знае каде е паричката. Пред да ја, па не знам ни јас веќе. Ќе ја печам на температура од 180 степени, од прилика 15 до 20 минути. Готова е, кога ќе забележите дека прави малку подгоренки кори на врвота, внатре е веќе сочна и испечена. Питата е готова. И како што е редот, ќе ја свртам уште еднаш, за никој да не знае каде. И нормално дека ќе ја послужам. Нашата емисија се снима со 9 луѓе. 9 луѓе кои цело време се грижат да имате секогаш нешто интересно да погледнате во 7:30 на телевизија 24. Јас ќе ја исачам питата на 9 парчиња. И баш автентично во емисијата ќе видиме кој ќе биде среќен годинава. Дури падна една кладба. Пецо и Даре се кладеа дека Пецо знае каде е паричката. Јас тврдам дека апсолутно никој не знае. Ќе видиме дали ќе испочитуваме и тој дел од традицијата да паднат буквално кладби. Баш е забавно кога луѓето се расположени и се во исчекување. 1, 2, 3, 4. Ова може да оди уште еден дел.
Више, само да ги избројам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 парчиња. Да си помогнам, бидејќи се уште е топла. И започнуваме. Првото парче, за да е. Второто за Пецо, бидејќи оние направија кладбата. Баш ме интересира дали знаат и точно погодија кој ќе го добие парчето. Биќе. Рената. Маја. Светле. Јана. Јане. И последното останува за мене. Знам дека домакините во нашата традиција најчесто првото парче го задржуваат за себе. Но јас секогаш сум ориентирана према другите. Многу сакам кога ги хранам луѓето, кога се срекни, кога имаат убав оброк пред себе, секогаш се грижам за другите и сакам да се пред мене, буквално покриени. Не знам која доби паричката, се надевам дека ќе ви кажеме веќе утре, а ние се гледаме со нови емисии и нови идеи веќе утре. Не сум јас.